Ова е интересна тема, се вика како одлуките ја креираат нашата судбина. Сметаме дека луѓе во вака што ги гледам околу мене не се многу свесни за тоа какви одлуки носат и како тие одлуки им влијаат онака долгорочно. И ако сте приметиле филм кога гледаме, не знам, Джеймс Бонд, пример, во самиот филм, пошто имам студирано, нели, имам учено за филммейкинг многу, и за режија и за пишување сценарија, главниот актер во текот на филмот се соочува со разни одлуки. Он мора во даден момент од филмот да направи одлука, да донесе одлука всушност. Дали ќе оди лево, десно, дали ќе оди право или назад, нели? Тоа пример и за нашиот живот, нели? Децава кај ќе учат во која школа, каква храна ќе јадеме денеска, нели? И затоа некогаш викаат дека имаме замор од премногу одлуки, нели, што треба да ги донесеме. Затоа и треба повеќето одлуки да се автоматизираат, да речеме, добра, знам сега што јадам, знам дека оваа храна ми прави дуење на стомакот, знам дека оваа храна ме боли стомакот од таа храна и како што стануваме посвесни за себе, гледаме тие повеќето одлуки да ни бидат автоматизирани, за да може да оставиме простор за овие други одлуки кои ќе дојдат да бидеме посвежи, да речеме. Пример, дали сме провериле крвта, нели? Значи, само една одлука може да не го реши целиот живот. Дали пишува тука, дали ќе пиеме алкохол денеска, значи ти одлучуваш да пиеш алкохол, нели, тоа ти штети, пример, или пак ти одлучуваш денеска да јадеш брза храна, некоја што е лоша за тебе, ти ја носиш таа одлука, знаеш, онака, кога приметам дека ова постоење што го правам, некако ми ги елиминира тие одлуки што се после јадење, да ги носам онака нешто на брзинка, бурек или геврек, нешто да ми го спука шекерот до крај. И онака се размислувам таа одлука, не ги носам веќе тие одлуки, веќе нема јадење, после 2 часот кај мене нема јадење и веќе таа одлука ми е, онака имам стварно енергија да размислувам за други работи. И овде сум пишал по начинот на кој некој носи одлука, можеме да процениме колку еден човек е рационален и според тоа какви одлуки носи, да. Ако некој бега од одговорност, значи е кукавица. Ако некој донел одлука и погрешил, а при тоа е свесен за грешката, тогаш таа личност има self-awareness и се озрва расте. Значи не е ништо страшно ако погрешиме, ако ти си самиот свесен за таа одлука. Така на тој начин растеш, ја привлекаш одлуката и одиш напред. И овде имам пишано, животот е навистина траекторија, нели? Животот се движи по некоја линија, така? И вака кога имам зборено со луѓе што ми биле и клиенти порано, доаѓа за мене, ме прашува за некој совет за нивниот живот и јас според нивните одлуки можам да видам каде се наоѓаат, што прават во моментот и што им се случува во моментот. Сега, она што е тип за оваа тема е замислете го животот како река, нели? И цело време рекава тече. Не можеме да ја запреме, можеме само да ја насочиме, пренасочиме и така натаму. Така да, ако вежбаш денеска, да речем, мали чекори, не знам, си влегол во тератана, си одил на тоа тредмилот пред 20 минути и тоа го направиш во текот на цела година, нели, ќе имаш и помалку калории, ќе имаш поголема кондиција и така натаму. Значи, сите одлуки што ги носиме мора да бидат ставени во тој контекст на таа река што ја спомнувам. Значи, што можам да направам денеска за една година да бидам подобар, нели? Да, хамбургерот денеска е добар, вкусен ќе ми биде, ама знам дека утре, зарутре, за една година ако продолжам да го јадам тоа, ќе ми биде лошо, нели? И како што реков за школото, за мене ми е многу чудно пример како некои родители одат во маркет, вака гледам купуваат и сум ги прашувал многу пати, викам дечки, гледам шекер ставаат, чоколара. И баш еден го праша, вика, абе, што направам, вика, децава бараат благо. Па ти си ги научил, брат, ти си им ставил дома благо. И затоа викаат кога постиш или кога сака да ослабеш, пример, кога применуваш здраве навики на исхрана, во твојот дом не сме да има ништо. Не сме да има ни чоколадо, ни ништо што е штетно, така. Затоа реков, кога вашето, не знам, деца ако имате, размислете што талент имаат тие деца. Не ги насечувате кон она што го прават сите, не ги пуштате така од рака, не им давајте шекери, соли и така натаму. Океј, само да знаете за оваа точка како за крај, има одлуки што може да се вратат,
и има одлуки што не се враќаат. Пример ќе ви кажам. Да речеме дека некој ваш пријател сте му скарани, не знам што, или ве викнал на свадба, или ве викнал на крштевка, или ве викнал на мекици, појма немам, пример. И вие ако не отидете на таа свадба, или на мекици ке него, или на крштевка, или било што, вие со тие луѓе завршувате, онака, таа одлука не се враќа веќе, онака, сум приметил со тие луѓе веќе нема враќање. И, например, ако сте го удриле детево, или ако си ја удрил жената, или whatever домашно насилство, тие одлуки не се враќаат. Има некои ќе речат, мудри воспитна на сими, не знам што, тоа не се враќа. Таа одлука што ти ја фрлил не се враќа. Исто и зборовите што ми ги кажале, не се враќаат. Ама, ако лани сме јаделе хамбургер и лошо сме захранеле, оваа година сепак имаме шанса да го отфрлиме тој начин на живот, да почнеме одново со здрава храна, со вежбање и така натаму, и ќе ослабиме, и здравието ќе ни се врати што се вика, и ќе се обновиме, ќе се регенираме и така натаму. Така да, кога носите одлука, било која одлука, значи зборам за било која одлука, зборам и за најмали одлуки, дали денеска ќе ја сервисирам колата, дали денеска ќе одам на доктора да се проверам, дали денеска ќе ги проверам очиве без преска, дали ќе ги проверам очиве, вие ја носите таа одлука. Дали ќе се напијам чашка алкохол, дали ќе го ударам детово, дали ќе домашно насилство, жена ми ќе удрам или whatever. Многу размислено, пошто таа една одлука може цел живот да ви во себе, буквално. И како што реков, има некои одлуки што не се толку страшни, да, важни, сега дали е лошо, ама може да се средите сега, може да се храните здраво, никогаш не е дотно, или пак, ја, например, имав голема дупка кога не завршив средно тие работи, онака сам завршив со, како се вика, со вондрена глупости. Ама не е дотна сега на 34 да почнам со учење пак и се запишам на колеџ. Така да некои работи можеш да ги обновиш и тие одлуки сега што ти ги донел, може некако да купиш време што се вика за тоа што ти го пропуштил порано. Ама како што реков, има одлуки кои што се ептен, пострашни, поголема штета прават. Така да само ве молам, бидете поразумни кога носите одлука за било што во денот, што ќе јадете, кај ќе одите, дали ќе изгубите време до таму да се вратите, дали може овој начин да се направи полесно, нели? Дали може има полесен начин од ова, некако мула без глава само шибај, дали има полесен начин од ова? Знаеш, онака мала одлука колку може да ви заштити време и пари. Еве примери за фармата, кога работев на фармата кај мене, и една одлука што ја направив, еден рил што го направив, да го снимам тој рил или на стори да објавам некој текст само да напишам нешто за продажба. Само таа одлука мала што ми ја донел, ми прави огромна разлика. Ќе ми нарачаат 10-20 души пример во тој момент, или рилсот ќе го споделат, не знам, 230 луѓе, и ќе добијам нови фоловер, и од таму ќе добијам 50 нови нарачки. Ми се случило тоа многу пати. Значи, мала одлука. Затоа ве викам цело време, надодградувајте се, едуцирајте се, и сака ви се зголемува таа способност за донесување одлуки, за да бидете посвесни од она што го правите, и така мислам дека одлуката ќе ви биде порационална и пологичка и така натаму. Извинете, овие ми се први влогови после долг период и малку ми треба време да влезам во штос, во шема, ама тоа е тоа. Сметам дека ја доловив поентера, знаете за што зборам, и онака сум го напишал тука све, и ова го правам чисто да споделам она што мене ми помогнало, и сега некако поинеко гледам на одлуките, онака размислувам зашто таа одлука ја носам, нели? Не е само одлуката, туку зашто ја носам таа одлука, и некогаш е добро да се консултирате со други луѓе, нели? Ја некогаш прашувам за некоја тема, мислење на други луѓе, но нема да очекувате некој друг да ја донесе одлуката место вас. Како што реков, ако некој бега од одлуките, тогаш тоа е кукавица, бега од одговорност. Така да на крај вие ги носите одлуките и вие ги сносувате последиците од таа одлука. Така да тоа е тоа. Фала ви што бевте со мене. И тоа ми стише грло, идам да пијам вода. Денеска е убав ден. Ќе работиме и така да. Тоа е тоа. Те гледаме. Чао.